Колку подолго децата минуваат во затворените училници, толку е поголем ризикот за ширење на коронавирусот, алармираат докторите. Микробиологот Никола Пановски вели оти доаѓаат по студени денови кога училниците е невозможно често да се проветруваат. Па ризикот едно инфицирано дете да ја рашири заразата во училиште е поголем доколку групата мине заедно повеќе од 6 часа. Време за редовна настава и целодневен престој. Тешко е, вели, децата за цело тоа време да носат и маски. Со тоа што навистина е тешко да се очекува од децата дека цел ден ќе носат маски. Меѓутоа, пак реков, се зависи од временските прилики. Кој ќе се загади воздухот, кој ќе бидат затворени прозорите, навистина е опасноста е се поголема и поголема. Пановски вели оти побезбедно ќе било групите со ученици да се намалат на по 10 деца во група, но и дека надлежните задоцниле со стартот на учебната година, која според него требала да почне уште во август, кога временските услови дозволуваа децата да учат и на отворен простор. Требаше тоа да биде подготвено уште во март месец, па дури онлайн да беше, зошто се одлага. Мислам, не мора да е на оваа платформа, можеше на тоа до сега што се учеа децата, можеше да продолжат, па нешто ќе научат. Да не зборам што можеше надвор да држат настава со отворени прозори, значи никаква опасност. Мене ми е криво што децата сега се многу повеќе во контакт, отколку што ќе беа ако беа во училиште. Епидемиолозите од Комисијата за заразни болести беа децидни против можноста за целодневен престој во училиштата, но попуштија под притисок на родителите, па сега ја разгледуваат и оваа опција. Конечната одлука ќе се донесе откако ќе се анализирал бројот на деца кои побарале целодневен престој, велат за Алфа од Министерството за здравство. Дали ќе дадат препорака до владата, ќе се знаело во следните денови.